Елиезер. За патот. За вистината. За живот. Добар и убав ден ви посакувам, драги пријатели, кои ја следите емисијата Елиезер. Се надевам дека ве наоѓам во добро расположение и дека денешниот ден ви е исполнет со радост и убавини. Денешната тема е грижата, која како магла го покрива нашето секојдневие. Како ја поднесуваме грижата во нашиот живот? Тоа е нешто со кое секој од нас треба да се соочи. Некој од нас се соочува со искушението да се грижи секојдневно. Искушувани сме да се грижиме за нашите финанси, за работата, за здравието, за семејството, за местото во кое живееме и така натаму. Доволно е да се прочитаат насловите од најновите вести, да се погледнат вестите на телевизија и со сето тоа доаѓа депресијата, напнатоста, стресот. Но во Евангелие според Матеј, Исус вели: "Затоа ви велам, не грижете се за вашиот живот." Како да го направиме тоа? Како да го постигнеме? Возможно ли е да не се грижиме? Come to worship you, King of Kings and Lord of Lords. We've come to worship you. Грижењето е деструктивен процес на окупирање на нашиот ум со мисли што се спротивни на Божјата љубов, заштита и провизија. Грижењето е секогаш деструктивен процес, никогаш конструктивен. Грижата се обидува да не стегне, да не задави, да не загуши. Исус не подсетува дека грижата никогаш не менува ништо. Тој вели: "Кој од вас, грижејќи се, може на својот раст да му придаде макар еден лакт?" Со загриженоста, ние само се вртиме во круг и потоа ни се заматува погледот и не сме стигнале никаде. Кога се грижиме, често го замислуваме најлошото сценарио. Грижата им дава на малите нешта големина. Кога се грижиме, започнуваме со прашањето што ако, што би било ако, што ако изгубам работата, што ако останам сам,
Што ако не успеам во тој проект? Every fiber Редум, до бескрајно многу прашања. Грижењето е токсична емоција, што влијае на нашето здравје. Кога постојано се грижиме, потребна ни е огромна ментална и емотивна енергија. Всушност, грижата толку многу не троши што на нашето тело се појавуваат симптоми на болест. Било тоа да е во стомакот, срцето, главата, непреспиени ноќи и слично. Секогаш, кога ги даваме простор и моќ на грижата, му дозволуваме на непријателот да ни ја краде радоста, спокојот, мирот. А ако ни ги украде радоста и спокојот, тогаш ни ја краде и силата. Грижењето е примерна битка што треба да ја водиме во нашиот ум, во нашите мисли. Искушението за да се грижиме доаѓа во форма на емоции и мисли што навлегуваат во нашиот ум. За да не се совлада грижата, потребно е да го впиеме Божиот збор, длабоко во нашиот дух, да го изговараме, да го декларираме Божиот збор за нас, за нашиот просперитет, за нашето здравје. Зашто Бог не ни даде дух на страф и плашливост, туку на сила, љубов и самодисциплина. Зашто самиот рече, никогаш нема да те оставам, ниту ќе те напуштам. На таков начин, ќе бидеме подготвени да се спротиставиме во денови на борба, односно кога грижата сака да доминира во нашите мисли. За некои од нас, грижата е дел од секојдневието, како навика која не ја чувствуваме како погрешна, односно дека не е во ред да се грижиме. Грижата толку цврсто се вгнездила во секојдневното функционирање што сме ја прифатиле, како нормална емоција, и дека така едноставно си постои и ја носиме како украс. Па дури на моменти се тешиме дека сме направиле добро, дека се грижиме и загрижуваме за нешто. Може би сме ја наследиле од родителите или од средината во која живееме, па не ја обрнувавме внимание. Сме развиле навика да се грижиме. Ако сме живееле во сиромашна средина, лесно е да се развие чувството на загриженост за финансиите. Ако сме растеле во средина во која некој од членовите на семејството се соочува со здравствени проблеми, тогаш лесно е да се загрижуваме за нашето здравје и секако за здравјето на блиските. Сатаната знае да ни вметне една мисла во нашиот ум, со што ќе не држи заробени. Доколку сме ја прифатиле мислата, ти секогаш ќе бидеш губитник. Тогаш, ништо чудно да се грижиме дали некогаш ќе успееме во нешто и уште на самиот почеток од секоја работа ќе очекуваме неуспех. Или пак сте ја прифатиле мислата дека никој нема да ве сака и почитува, и со тоа секогаш ќе бидете стегнати, напнати, загрижени и со сумнеш дали пријателот, пријателката, љубениот, љубената ве сака или не. Или се е само лага. Пример има многу, пример има безброј. Сигурна сум дека си ги поврзувате вашите примери од минатото или сегашноста и заклучувате за што станува збор.
И покрај се, добрата вест е што за секоја навика има и отвика. Впрочем, како што сме научиле да се грижиме, така тоа искушение можеме да го предадеме во рацете на Господ Бог и да бидеме слободни. Слободно да дишеме и да гледаме со бистар поглед кон нештата. Во Второзаконие пишува: бидете силни и со добра храброст. Не плашете се и не плашете се од нив. За Господа, за твојот Бог, тој е оној кој оди со вас. Тој нема да те остави, ниту ќе те напушти. А во Исаија пишува: затоа не плашете се, зашто јас сум со вас. Не плашете се, зашто јас сум вашиот Бог. Јас ќе те зајакнам и ќе ти помогнам. Јас ќе те поддржам со мојата праведна десна рака. Да не го заборавиме и стихот во Филипјаните. За ништо не грижете се, туку во се, преку молитва и молба со благодарност, изнесувајте ги пред Бога своите барања. И мирот Божие, што надвишува секој ум, ќе ги запази вашите срца и вашите мисли во Исус Христос. Секогаш, кога сме искушувани да се грижиме, да одбереме да се молиме наместо да се грижиме. Сите грижи да ги предадеме во рацете на Бога, да зборуваме со Него, да му се обратиме, да му образложиме за тоа што ни се случува, за тоа што ни треба. Да го претвориме листот хартија исполнет со грижи во лист хартија исполнет со молитви. Апостол Петар пишува: сите ваши грижи, префрлете ги врз Него, зашто тој се грижи за вас. Да надополним и со следниот псалм: пренеси ја на Господ маката своја и тој ќе те подкрепи. Тој нема да дозволи праведниот човек да пострада. Кога се молиме, грижата од нашите раце ја предаваме во рацете на Бога. Светото писмо ни укажува дека огромна моќ се ослободува преку цврстата и од срце искажана молитва на верникот. Кога сме искушувани да се грижиме, да преминеме на благодарност, да бидеме благодарни за разрешување на ситуацијата, проблемот, да бидеме благодарни за убавите работи што доаѓаат, а кои се уште не можеме да ги видиме, но можеме да ги видиме во духот, преку молитвата. Да не заборавиме дека ние сме дух кој живее во тело. Кога сме благодарни, ние го отргаме фокусот од нашите проблеми кон Господ, Бог, кој може да ги реши. Го тргаме погледот од природното и го вперуваме кон надприродното. Ветувањето што го имаме, доколку ги пренасочиме нашите грижи кон благодарност, е искажано во стихот 7, глава 4 во Филипјаните. И мирот Божие, што надвишува секој ум, ќе ги запази вашите срца и вашите мисли во Исус Христос. Примете го по вера Божиот мир, што надминува се што ние можеме да разбереме. Да го бараме тој величествен мир. Зборовите на Исус се запишани во Јован 14 глава. Ви давам мир, мојот собствен мир ви го давам. Мирот што јас ви го давам, не е како мирот што го дава светот. Затоа, не вознемирувајте се и не плашете се. Holy is the Lamb, holy is the Lamb that was slain for us. We cry holy, holy is the Lamb, holy is the Lamb, holy is the Lamb that was slain for us. Oh, holy is the Lamb, holy is the Lamb, holy is the Lamb that was slain for us, Jesus. Holy is the Lamb, holy is the Lamb, holy is the Lamb. You are holy, holy one, high and lifted up. You are holy, you are holy, high and lifted up. You are. Драги мои, да го барам Исусовиот мир. Затоа, еве, мој предлог до вас, кога ни доаѓа да се грижиме, да се подсетиме токму на овие Исусови зборови.
постојано да се потсетуваме дека Тој е во нас, до нас. Да го повикуваме во секој време и невреме. Тој е патот, вистината и животот. Да го прифатиме подарокот што ни го дава. Да не чува, да ја прифатиме неговата љубов. Мојот избор е да не се грижам. Почитуван слушателу, имам прашање за тебе. Доколку твоето срце престане да чука во следните неколку минути, дали си помирен со Бога? Дали знаеш каде ќе ја поминеш вечноста? Ако не знаеш, би сакала да се помолам заедно со тебе. Не сум тука за да осудам никого. Тука сум да ти помогнам да го пронајдеш новиот почеток. Знам дека ова доаѓа само од личниот однос со Исус Христос. Ако не си во мир со Господ, или си застрнел од патот, или ти треба нов свеж почеток, ќе те замолам да станеш таме каде што си и ќе се помолиме заедно. Не можам да помислам на подобар момент за победа од овој. Бог не ти е лут и гневен. Твоите гребови веќе се опростени. Се што треба да направиш е да го прифатиш подарокот од Исус Христос, спасението. Ќе го направиш ли тоа денес? Непријателот во мислите ќе ти рече: направи го тоа подоцна, утре, следната недела. А Библијата вели: денес е денот за спасение. Не го слушаш ова по случајност. Исус вели: ако не се срамиш од мене пред луѓето, јас нема да се срамам од тебе пред мојот татко на небото. Ако ти треба свеж почеток, застани и ќе се помолиме. Знам дека е потребна храброст да се застане, но во моментов ангелите се радуваат за тебе. Би сакала да ти ја дадам можноста да го признаеш Исус Христос за свој Господар. Ќе се помолиш ли? Само повтори: мил Господе, јас сум грешник. Сгрешив против тебе и многу ми е жал. Верувам дека крвта на Исус ги чисти сите мои гребови и дека ти повеќе не ги помниш. И сега кога сум чиста, те барам, Господе Исусе, дојди и живеј во мене. Биди мој спасител, ти си мој Господар. Јас сакам да го доживеам моето лично искуство со тебе. Амин. Секој добро почитуване. Ја следевте емисијата Елиезер со Елена Георгиевска-Костадиновиќ. Елиезер,